пушави глави. Па на шалтер во банка, ако дадеш некоја, може да ставиш таму пари и таму ти ги чуваат парите подолго време. На шалтер се случува како влегуваш, взимаш како бројче и чекаш на ред. Нешто слично на шанк, каде што, например, во хотелите седат некои луѓе и некои луѓе што сакале да бидат таму во хотелот, бараат клуч од собата. Шалтер е нешто како шанк, но има едно стакло со некои дупчиња за да се даваат картичките, уплатниците, парите. Шалтер е нешто како шанк што има стакло и малку има дупки да можеме да дадеме картичка и да платиме. Или таму кај што пензионерите си подигаат пензија. Стои се чека ред за може да си платиш водопад, парно, мобилен телефон, интернет и да ти дадат пари. Шалтер е нешто каде што стоиме или да земеме пари. Таму пензионерите стојат во ред за да земат плата. Или луѓето стојат за да платат сметки. Шалтер е таму кај што во ред чекаат луѓето за ако треба да плаќаат сметки или ако сакат да испредат неки пакети или писмо, треба да чекаат на шалтер. Шалтер е, например, кога во банките некој чека ред за да си плати нешто. Шалтер е некој човек што не треба да чекаме ред за да тој, например, платиме сметки. Мора да застанеш во ред зашто не е убаво да се стои ако не се во ред. Таму мислам дека се пополнува уплатници. Има шалтери на рецепција и во банка. И во сите пошти има шанк. Има во сите банки и пошти шалтер. Ние на шалтерот одиме не преку ред, туку чекаме ред да поминат сите, па после ние да бидеме. Чекат многу луѓе во редот. Пензионерите стојат на шалтер за да земат пензија, а некои одат и за да платат кредит. Или некој ако праќа писмо, стои на шалтер за да прати писмо. Треба одат или во банка или во пошта. И тој застанува на шалтер и чека кога ќе дојде неговиот ред. Има стакло со дупче и преку дупчето му зборуваме на службеникот. Мислам дека на секој шалтер има како автомат нешто, од кај што се извлекува бројот за да знаеш каде да седеш. Таму има службеници кои те услужуваат. Таму има едно стакло за да можеш да дзиркаш преку шалтерот. Ама таму можеш да стоиш во ред, а не да одиш преку ред. Ние им даваме предност на старите дедовци и баби и ако некоја бебе и мајка чекаат ред. Ние не можеме да се пикнеме таму преку ред, освен ако не запрашаме некој дали може да одиме пред него.
си чекаш ред или имаш бројче како во Веро, таму имате некако бројчиња и стискаш и тоа ќе ти даде бројче. Треба да чекаш до кое бројче е. Па можеме да му дадеме предност. Например, на некој човек што многу брза и мора пред нас да помине на шалтерот. И ако има некој многу постар човек, да му дадеш предност. Или ако некоја мајка со бебе чека, пак треба да ја дадеш предност. И ако некој не замоли дека многу брза, ние можеме да дадеме ред да ние да бидеме после, а тој да биде побрзо. Или ако има некоја бремена жена и мора да си ги плати своите сметки и мора да премине пред нас. Тоа не ви треба во животот. Знаете, праќајте ги вашите родители додека можете, ама тоа стои, треба да има една жолта линија, треба да ја почитувате, а не да видите како повозрасните да ви дишат у врат. Значи, си стоите кога веќе треба да отидете и гледате поише да уплаќате пари на штедна книжка, не плаќате сметки. Не ви треба тато и мамата. Бушави глави. Доста на цел живот деца. И на своји 5, 6, 10, 50, 20 години дете нема поубаво од детство и се надевам дека сите што не гледате дека на никој нема да ви биде ускратено, бидејќи тоа е дел од животот кој ги испишува оние празни страници на една книга или тетрадка од вашиот живот и требате да бидете секогаш со позитивна енергија, да ги слушате мама и тато пред се зашто најубаво и мислат и да гледате све розево. И ако не е така, треба да гледате све розево, зашто универзумот е секогаш наклонет. За вас универзумот, тоа го викаме ние небо. Важи? Бушави глави.